Другари и другарки, почитувани присутни, благодарам Мила, мојот и твојот дедо се бореа за државата и ја штитеа. Денеска ние носиме одговорноста да ја зачуваме и подобриме. Додека растев, имав голема доверба во државата, полицијата и армијата. Исто како што имав доверба во дедо ми. Дедо ми беше дел од херојската генерација партизани и партизанки кои се изборија за слободата на Македонија. Бил ранет во ногата и ги чувствуваше последиците од војната до крајот на животот. Неговата генерација плати висока цена за слободата. Многу умина го дадо и својот живот во антифашистичката борба за народна слобода. Од дедо ми научив високо да ја ценам слободата и правдината. Од него научив како да ги ценам државните институции за кои се изборија антифашистите. Научив и да ги почитувам луѓето во униформа кои се грижат за безбедноста и мирот на граѓаните. Во право си, Мила, граѓаните денеска бараат слобода, демократија, мир и сигурност. Граѓаните бараат одговорна власт и државни институции во кои ќе имаат доверба. Бараат одговорни пратеници кои достојно ќе ги представуваат во собранието. Бараат владини министри кои ќе им служат. Бараат и правични судии, храбри обвинители и честни полицајци кои ќе се борат против криминалот и корупцијата. Едно е барем јасно. Јасно ни е и на нас овде, а и на мнозинството граѓани. Промените што ги бараат граѓаните на Македонија не може да ги испорача влада на чело со ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Зошто? Па Никола Груевски е име и презиме што означува гушење на слободата и демократијата. Пастирот е синоним на 24 декември и црниот понеделник за силеџиство кон новинарите и народните пратеници. Пастирот е синоним за неодговорна власт која доцни цел век. Малиот диктатор, како што го нарекуваат западните медиуми, е синоним за тефтер судии и послушни и невидливи обвинители. Малиот диктатор е синоним за гушење на медиумските слободи, за затворање на критичките новинари и медиуми. Груевски и неговиот братучет значат масовно и нелегално прислушување, монтирани процеси и политички затвореници. Груевски е неправда и најголем грабеж во историјата на Македонија, познат како Скопје 2014. Со право, граѓаните бараат демократски промени. Со право му порачуваат збогум на политичарот со најдолг стаж во транзицијата. 4 години како министер и 10 години како премиер. По една декада власт, ВМРО ДПМН и неговите министри оставија невиден пустош зад себе. Ги киднапираа демократските институции. Ги киднапираа собранието, обвинителството, судовите, медиумите. Наша должност, заедно со граѓаните, е да ги ослободиме и да ги обновиме. Ослободувањето започнува на 11 декември. Обновата започнува на 12 декември оваа година. Граѓанки и граѓани на Македонија, почитувани делегати, граѓаните бараат одговорна власт. Има ли поголем предизвик од стекнувањето на довербата на граѓаните на 11 декември и започнувањето со изградба на одговорна власт во Република Македонија? Што значи за нас одговорна власт? Одговорна власт значи влада која еднаш неделно ќе одговара на пратеничките прашања. Одговорна власт значи премиер и министри кои нема да бегаат од дебати со опозицијата. Одговорна власт значи редовни, надзорни и јавни расправи во собранието на Република Македонија. Ке се дава отчет за сработеното и за секој потрошен денар од буџетот на Република Македонија.
Нашиот план за отворена и одговорна влада е многу јасен. Јавноста има право да знае. Затоа и ќе обезбедиме увид на јавноста во работата на владата. Не преку телевизиски наместени јавни седници, туку со целосна јавност во сите документи. Граѓаните ќе знаат зашто, колку и каде се трошат нивните пари кои се собрани преку даноци и такси од граѓаните на Република Македонија. Одговорна власт за нас значи и силно собрание за моćни граѓани. Пратеници кои ќе бидат во служба на граѓаните кои ги избрале, а не на владата. Учество на граѓанското општество во креирањето на политики и во надзорот над владата. Тоа значи отворена дебата, широки консултации и вистинска контрола на министрите изгласани од пратениците. Нашата програма е јасна за секој што знае да чита. Се залагаме за помало собрание со посилни пратеници. Се залагаме за избор на пратеници на отворени листи на изборите во една изборна единица. Така ќе добиеме посилни пратеници кои нема да станат шрafче во партиската гласачка машина. Само силни пратеници ќе можат вистински да ги контролираат министрите и разузнавачките служби. Почитувани граѓанки и граѓани, почитувани делегати, новиот пратенички состав ќе има задача да ги спроведе во дело препораките од извештајот на Прибе. Граѓаните бараат совесни обвинители, а не партиски послушници. Слушнавме за нив во снимките од вистината за Македонија. Ние ќе се бориме за обвинители кои нема да имаат никакви препреки во прогонот на криминалот и корупцијата и кои што нема селективно да се однесуваат врз основи на овие лажни поделби што се направија во македонското општество. 2 години по превзевањето на власта ќе воведеме јавен обвинител по предлог на опозицијата. Нашата цел е граѓаните да имаат голема доверба во јавните обвинителства, како што сега имаат во специјалното јавно обвинителство. Граѓаните имаат доверба во специјалното јавно обвинителство затоа што бараат и очекуваат правда. Нема да дозволиме никому да ја попречува правдата. Најмногу на оние кои што се осомничени за криминал и кои што направија многу злодела на македонските граѓани во последните 10 години. Осомничените од злосторничкото здружение ќе мора да се соочат со правдата сега и веднаш. По 11 декември ќе го продолжиме мандатот на специјалното јавно обвинителство. Ќе обезбедиме вистинска заштита на сведоци. Специјалното јавно обвинителство ќе ни послужи како урнек за реформирање и на другите јавни обвинителства во Република Македонија. Специјалното јавно обвинителство ќе се трансформира во обвинителство за гонење на корупција и организиран криминал. Со вистински професионалци, а не како ова оделение начело со блиски луѓе на власта, начело со луѓе кои го штитат злосторникот и злосторството во Република Македонија. Почитувани, во новото собрание ќе се бориме да обезбедиме независно и департизирано судство. Постапките за избор, напредување и разрешување на судии мора да бидат транспарентни. Ќе се бориме за избор на судии врз основа на стручност и интегритет. Во нашата визија за Македонија нема место за тефтер судии, туку за судии кои еднакво ќе го променуваат законот кој ќе важи за сите во Република Македонија без разлика на нација, на вера, на политичка припадност. Граѓаните знаат, ако правдата е бавна и недостапна, исто како да ја нема. Затоа ефикасноста на судството и судењето во разумен рок се наш приоритет.
ќе ги намалиме судските такси, ќе овозможиме вистинска бесплатна правна помош за ранливите категории на граѓани на Република Македонија. Така правдата ќе стане подостапна за сите. Наш императив е да ги зајакнеме сите институции за борба против корупцијата. Имаме план да воведеме специјално оделение во Кривичниот суд за предметите на специјалното јавно обвинителство. Имаме реален план за вистински независна антикорупцијска комисија која ќе се бори против политичката корупција. Почитувани делегати, промените во правосудството се неизбежни, затоа што граѓаните бараат итни промени. Ние сме двигателот на тие промени. Ние ќе обезбедиме ново правосудство за праведен живот во Македонија. Воедно, мора да ја зголемиме и довербата во полицијата. Министерството за внатрешни работи постои за да се бори против сите форми на криминал. Затоа во МВР нема место за криминалци. Прво што ќе сториме е ќе го исчистиме Министерството за внатрешни работи од најголемите вагабонти за кои зборуваше поранешната министерка, која е сега осомничена за повеќе кривични дела. Довербата во полицијата ќе ја зголемиме со професионална и честна работа, со департизација на полицијата. Полицијата веќе нема да биде дел од ничија партиска машинерија. Министерството за внатрешни работи нема да биде ничи партиски изборен штаб, како што кажуваше горде МВР, го направивме МВР. За да ја подобриме контролата на работата на полицијата, ќе формираме полициски омбудсман. Во нашата визија, Македонија е земја без тортура. Нехуманите услови во затворите и притворските установи ќе бидат минато. Имаме план да изградиме полиција која ќе се грижи за безбедноста на граѓаните, децата и младите. Полиција која ќе го заштитува народот и ќе му служи на народот. Токму затоа ќе го вратиме малскиот полицаец на улиците. Малскиот полицаец ќе биде достапен за граѓаните и нивните потреби. Почитувани другарки и другари, почитувани делегати, нашата цел е да го напредиме и почитувањето на достоинството и правата на полициските службеници. Ќе изградиме полиција што ќе води грижа за своите вработени. Ќе го подобриме стандардот и квалитетот на живот. Ќе ги реновираме полициските станици. Нема да дозволиме полициските службеници да работат во лоши услови. Затоа што незадоволен полицаец значи незадоволен граѓанин. Нечестност во полицијата значи и небезбедност на Република Македонија. Граѓаните очекуваат целосна реформа на управата за безбедност и контраразузнавање. Нема да дозволиме повеќе прислушување на граѓаните за политички и бизнис интереси. Ќе го укинеме директниот пристап на управата за безбедност и контраразузнавање до комуникациите. За вистинска борба против организираниот криминал ќе го зајакнеме Оделот за организиран криминал при Министерството за внатрешни работи. Ќе се бориме граѓаните кои се жртви од организираниот криминал да бидат целосно обештетени. Ќе направиме се украдените пари да бидат вратени во буџетот и кај граѓаните на Република Македонија. Ќе спречиме незаконско одлевање на пари од Министерството за внатрешни работи. Секој потрошен денар ќе биде ставен на увид на граѓаните. Знаеме дека граѓаните бараат безбедност, сигурност и мир. Граѓаните бараат праведна казна за криминалците. Криминалците кои сите ги слушавме како стојат и кројат злосторнички планови на објавените снимки. Затоа имаме план за реформи. Како да се реформира обвинителството, судството и полицијата за успешно да се борат против криминалот и корупцијата во Република Македонија,
кои што ги јадат работните места на младите луѓе и заминуваат надвор од државата. Почитувани делегати, почитувани граѓанки и граѓани на Република Македонија, до 11 декември, како и до сега, со сите сили да се бориме и ќе се избориме за обезведување на слободни, фер и демократски избори. Да овозможиме граѓаните слободно да ја донесат одлуката кој ќе биде идна власт во Република Македонија. А по 11 декември гарантираме многу работа, работа и само работа. Честно, правдолюбиво и слободолюбиво. Гарантираме ќе има правда и ќе има мир. Ќе има слобода и ќе има одговорна власт. Ви благодариме.